Најави 6000 бомби, а не стасани до 60. Кичеветот со псевдоним Елчека повеќе не објавува прислушувани разговори. Профилите на Facebook, од кои минатата недела детонираше разговори меѓу поранешни и сегашни функционери, повеќе ги нема на оваа социјална мрежа, откако тоа го побара обвинителството и полицијата. Од Кичевското обвинителство кој минатиот петок ја презема истрагата за Елчека нема нови информации. Обвинителите ќе треба да откријат и од каде излегле прислушуваните разговори и како стасале до Чикаго. Премиерот и лидер на СДСМ гарантира дека не протекле од неговата партија. Секако дека можем да гарантирам бомбите, комплетно, целосно. Најповеќе беа за опозицијата, да ве потсетам, граѓанскиот сектор, бизнисмените, верските заедници и другите чинители, имаше и за тогашната власт. Сите 100% се предадени во специјалното јавно обвинителство. 100%. По вчерашната изјава на Јанева, од СЈО преку соопштение да објаснуваат шефицата. Денеска се децидни дека разговорите објавени од Елчека не потекнуваат од нивното обвинителство и уверуваат дека сите аудиоматеријали со кои располага СЈО се чуваат под строго пропишани безбедносни процедури, кои опфаќаат физичка, административна и информатичка безбедност на информациите. Повторно потенцираме дека ова јавно обвинителство ја гарантира единствено безбедноста на сите аудиоматеријали со кои располага. И во оваа прилика, како и повеќе пати досега, ги повикуваме сите субјекти кои поседуваат аудиоматеријали кои се предмет на незаконско следење на комуникациите, истите да ги достават до СЈО. Од Алијансата на албанците пак кусо коментираат дека тоа што го прави Елчека во моментот не е ништо поинаку од тоа што го правеше Заев пред 4 години. На 30 декември 2015 година, Заев како председател на опозицијата, што го водеше проектот Вистината за Македонија, ги предаде бомбите во СЈО. Случајот со Елчека не е прв пат прислушувани разговори да се објавуваат на социјалните мрежи. Предходно беа снимките објавени од Илија Громовник на руската социјална мрежа, а пред 2 години на YouTube протекоа приватни разговори на јавни личности преку профил со псевдоним Никола Тесла.